Да, се враќаме во студиото. Еве, ги слушаме од вестите и новостите од Украина. Тоа е од прилика и контекстот за тоа што ќе зборуваме. Златко Кузманов од Центарот за интегрирана безбедност. Добре дојавте повторно во студио 10. Благодарам на поканата. Кога зборуваме за ова што се случува, кажавме дека ќе го анализираме престојниот самит на НАТО кој треба да се одржи во Вашингтон. Овој самит имено се случува во еден многу деликатен период, комплициран период за светската безбедност, пред се поради војната во Украина, поради околностите таму, поради ризиците кои растат, а не се намалуваат. Еве како еден вовед, зошто е важен овој самит сега, што може да очекуваме од него? Па вред, значи, предстојниот самит на НАТО 75-ти јубилеен, во кој ќе се одржи во Вашингтон од 17 до 19 јули следниот месец, и текако многу важен по многу прашања. Прво морам да истакнам дека од самата инвазија на Русија на Украина од 24 февруари 2022 година се одржаа два редовни самити во Мадрид и Вилнус и два вонредни во Брисел. Така да за овие 2 години и 4 месеци ова веќе ќе биде пети самит на НАТО од кога започна инвазијата на Русија врз Украина. За да го разбереме и да анализираме кои би биле теми, главните теми на кои ќе се разговара на Вашингтонскиот самит во месец јули, јас би прво би кажал во кој безбедносен контекст ќе се одвива самитот и за самата состојба во НАТО, за да можеме да дојдеме до некој ведување или проценка за што ќе се разговара, бидејќи знаеме дека се уште нема истакнато дневен ред или не се кажани темите, па ние затоа сега низ една анализа ќе се обидеме да кажеме кои би биле тие теми за кои ќе се разговара. Што се однесува до безбедносниот контекст кој ќе се случува самитот и моменталниот безбедносен контекст. Прво гледаме дека војната во Украина не стивнува. Русија упорно ги држи окупираните територии во Украина, па дури спроведува офанзивни акции на делови од фронтот. Сојузниците се обединети дека треба да продолжи поддршката и се дава поддршка за Украина во борбата против Украина, но воедно и сојузниците проценуваат во НАТО дека ќе се соочуваат со воен противник на долг план. Тоа е едниот безбедносен контекст. Визави тоа гледаме дека безбедноста состојба во Европа и во Блискиот исток ради војната, знаеме, Израел и Газа е влошена, а состојбата безбедноста состојба во делот и на Азија е сложена. Следно, гледаме дека самитот во НАТО ќе се одржи во Вашингтон во изборна година во Соединетите Американски држави. И текако му е важно и на актуелниот претседател на Соединетите Американски држави тој самит да биде успешен. Следно, покрај сите предизвици и проблеми и војната во Украина, гледаме дека од последниот самит во НАТО, НАТО успеа да се зголеми за две нови членки, значи Финска и Шведска, кои влегоа и со тоа практично он обединува население од 1 милијарда луѓе. И сега самата состојба, каква е самата состојба во НАТО? Гледаме дека заради војната и големените предизвици, војната во Украина и големените предизвици, повеќето земји, држави членки се обидоа да ги зголемат извојувањата за одбраната и да ги модернизираат своите армии, и во моментот имаме да е остарат онаа заложба и цел на НАТО да се издвојува повеќе од 2% од бруто друштвениот производ за одбранбениот буџет. И во моментот 11 од тие 32 до 11 членки имаат исполнето таа цел да издвојуваат повеќе од 2%, со тенденција да оваа година и следната се зголеми таа бројка на 20 држави. И следно видовме дека некои држави дури планираат и да го надминат, например Велика Британија планира и до 3% да биде. Да, имат. Полска има над 4% и така имат и држави. Не, има кои веќе имаат, но од овие што се рековме минимум, а иначе имаат и повеќе од тоа, тачно. Следно, што се однесува на состојбата во НАТО, се донесоа нови одбранбени планови на НАТО, со кои треба да се гради новата реалност, војна реалност визави војната во Украина. Следно, гледаме дека за одредени прашања во НАТО, за состојбата во НАТО, гледаме дека има и одредено разногласие. Без оглед што Соединетите Американски држави и самото НАТО се обидува да го задржи единството и едногласието, за одредени прашања како да се постапува, сепак има и држави кои не се согласуваат и одредено разногласие. Тоа пред се зборуваме за војната во Украина.
И за војната во Украина, да, пред се за војната во Украина, околу употребата на средствата, испраќањето на сили и така натаму, гледаме тука дека нема единствен став кај сите земји, што НАТО се труди со сите сили тоа да го избегне, односно да се задржи единството. И се тоа, ако го имаме безбедносниот контекст, самата состојба во НАТО, ако го имаме предбет и кога анализираме сега што би било тоа, кои би биле тие главни теми што ќе се разговараат во јули на самитот во Вашингтон, моја проценка, еве ќе кажам неколку тези и видувања што би се разговарало на самитот во Вашингтон. Прво, несомнено е војната во Украина, како да продолжи поддршката на Украина да се одбрани и да војува против Русија. А следно, во контекст на тоа, паралелно НАТО сака и да го заегне источното крило на НАТО, бидејќи тоа е поврзано не само Украина, него Балтичките држави, сега и Финска и Шведска и така натаму, значи заекнување на источното крило. Понатаму сигурно ќе се разговара за зголемување за издвојувањето на одбраната и над 2% тие што можат и за економично трошење, бидејќи не е само да се зголеми повеќе пари, него и економично да се ефикасно да се трошат, како што е примерот например со производството на беспилотни летала, ефтини борбени средства со голема ефикасност. Следно за што ќе се разговара е за промена на одбранбените планови. НАТО тие планови за употреба на силите ги нарекува одбранбени, бидејќи одбранбен сојуз, али нели тие може да имаат и офанзивна намена во даден случај, али ги нарекуваме одбранбени планови. Значи прилагодување и согледување на применливоста, како дали може да се применат одбранбените планови или треба да се променат. Следно за што ќе се разговара ќе биде стварање ново партнерство со приватниот војно-индустријски комплекс визави производството на вооружување и опрема, кое се виде дека сега темпото не може да се остварува. Во тој контекст во НАТО ќе се зборува и да се донесе нов акцијски план за одбранбено планирање, со кој ќе се подобри одбранбената индустријска база и посебно за критичните вооружени системи, како што е артилеријата, како што се ракетните системи и беспилотните летала. Сигурно ќе се разговара како да се заштитува стратешката критична инфраструктура во државите, енергетските објекти и други што гледаме дека се цел на напад, а тие што треба да помогнат да опстане економијата и да се одржува војната. Следно, многу важна тема, мислам дека ќе се разговара за примена на новите војни технологии и вештачката интелигенција во војната индустрија и за примената во борбените дејства, што гледаме сега дека и така масовно се употребува Украина. Следно прашање за кое мислам дека ќе се разговара ќе биде заекнување, пристапот на НАТО и заекнување со партнерите од Индо-Пацифичкиот регион. Следна тема која се мислам битна за НАТО е новиот пристап на НАТО кон јужното соседство, како што го нарекува НАТО, а тоа се поврзано малку и со овој нашиот регион овде на Балканот и Медитеранот. Што значи тоа? Што офаќа регионот на јужното соседство на НАТО? Не е тоа само јужното крило, што велиме јужното крило НАТО, него пристапот кон јужното соседство на НАТО го офаќа Медитеранот и офаќа Северна Африка, под Северна Африка земјите од Сахел регионот, од Чад до Судан, Блискиот Исток и Индо-Пацифичките партнери. Бидејќи во НАТО проценуваат дека треба за тоа партнерство пристап на јужно соседство на НАТО, дека треба да развива сеопатен пристап НАТО, дека треба да се работува и со меѓународни и регионални организации и со партнерите во Индо-Пацифичкиот регион. И за таа намена, дури генералниот секретар ангажираше на почетокот на годината група на експерти независни да подготват одредена анализа и извештај каков бил тој нов пристап на НАТО кон јужното партнерство. И тие го изработија тој извештај. Тој извештај беше презентиран пред министрите за надворешни работи, министрите за одбрана, началниците на генералштаби на земјите членки на НАТО во последните месец дена, и за тоа ќе се разговара и во Вашингтон. Кузманов, ајде вака да ве прашам. Вие уште на самиот почеток кажавте во однос на тоа што може да очекуваме на самитот на НАТО, дали тој ќе биде успешен или не. Можеме ли да направиме една дефиниција, едни контури, што значи тоа успешен, а што би значило неуспешен самит? Што е тоа што би можело да се случи? Се тоа што го зборам, се овие можни теми за кои ќе се разговара, кои веројатно ќе бидат
дел од самитот на НАТО. Воедно, сигурно тука ќе се збори, нели, ќе се отворат разговори за кој ќе биде новиот секретар, генерален секретар на НАТО, бидејќи, нели, знаеме на овој генерален секретар му истекува мандатот, а крајната сеопфатна цел на сето тоа е да се понатаму да се зајакне одбраната, одвраќањето, како што го велат НАТО, одвраќањето, да се остварува колективната одбрана и да се овозможи НАТО да се развива како динамичен одбранбен сојуз. Друго, на Соединените, реков, изборна е година, самитот е во јули, на Соединените Американски држави како им е важно овој самит да успее, да биде успеш, да се покаже кохезијата, единството, бидејќи гледаме имаме тука и разногласие, имаме и несогласување за одредени одлуки, да се покаже единство како сојуз за да може да се попречат и да се борат против новите предизвици. Мислам дека тука Соединените Американски држави, самиот претседател, видите сега ситуацијата и на боиштето, и во војната на Украина. Сега се разгоруваат, ќе кажеме малце покасно се зголемуваат тензиите, војните активности. До 17 јули е долг период. Значи не знаеме што ќе се случи во тој период, колку ќе се влоши таму ситуацијата, па како и тоа ќе влие на самиот самит и на одржување на самитот. Ова е сега во моментот, овие теми што се актуелни, али на војното поле, на војната помеѓу Украина и Русија, за тие уште месец и пол дена може да се случат многу драматични работи што може би ќе влијаат и на самиот самит. Да, кога зборуваме за тоа, претпоставам дека и за во однос на поддршката на Украина, како што кажавте, дали и како ќе продолжи, се зборува веќе и за испраќање на директни, ајде да не речеме војници или трупи, туку Франција ќе потврди дека ќе испрати војни инструктори во Украина. Да. Тоа е веќе на некој начин многу подиректно инволвирање од она што беше до сега со испраќање на војна помош и оружје. Значи веќе имаме и луѓе на теренот. Дали мислите дека ова е исто така едно од главните прашања за кои ќе се дискутира, бидејќи гледаме дека и балтичките држави веќе отворено зборуваат за тоа дека доколку има потреба дека тие ќе испратат своји војници во Украина, дека тоа прашање кое порано, значи не се спомнуваше, веќе отворено се дискутира. Па видите, разбирливо е дека балтичките држави, Полска пред се како најблизу и што се чувствуваат најзагрозени од можда идна некоја друга инвазија или напад од Русија, дека они ќе бидат први кои ќе инсистираат и ќе кажуваат, ќе ги отварат тие теми дека треба НАТО да се подготви, дека треба и да може да се испраќат и војници Украина, бидејќи Русија, според нивна проценка, Русија нема тука да застане. Но тука е едно од главните несогласувања практично во Сојузот, бидејќи гледаме дека за испраќање сили во Украина од земјите членки НАТО за сега официјално се спротестуваат Италија, Турска и Унгарија. Тие се имаат јавно искажано изјава во овој момент дека се против тоа, покрај тоа настојувањата на сите овие други како Франција, Холандија, Полска и други држави членки кои се да може да се пратат сили. Значи имаме веќе 3 држави, а таму знаеме одлуките како се донесуваат со консенсус. И тоа е прашање за кое сигурно ќе се разговара како тоа да се реши, како да се дојде до поблиски ставови. Тука зборуваме веќе, нели отворивме темата за Украина, бидејќи мислам дека со ова дадовме некоја проценка за самитот НАТО и го заокруживме тој дел, ако може да преминеме и на делот со Украина и во безбедната ситуација. Во однос на Украина и НАТО уште ова, секако ќе одеме на Украина, интересна беше изјавата на унгарскиот премиер Орбан, кој кажа дека според негови сознанија НАТО се подготвува за директна конфронтација со Русија, дека тоа веќе се прави, дека се подготвуваат планови и тој излезе и рече сакам да ги предупредам сите дека ситуацијата наликува на онаа пред Втората светска војна. Верувате ли во тие? Па да, таа беше драматична изјава на премиерот на Унгарија, тоа е земја членка на НАТО, каде што они излезе практично вели дека сега се разговара во Европа, во земјите членки на НАТО, во Европа дека се за подготвување на планови за употреба на НАТО, за војна со Русија и така натаму. Прво тоа е малку и нетипично, нели ако има некои такви најави или се случува тоа е тоа да го кажувате, али Унгарија има свој став, знаеме кој е ставот, дека они се противат, цврсто противат, стои и премиерот на Унгарија излезе со јавна изјава дека е против таквиот став, дека е тоа став на Унгарија. Ќе видиме, времето ќе покаже дали овие држави што не се дословно
што не сака да се вклучува НАТО директно во Украина, дали се во право, дали со тоа ќе се намелат тензиите тамо или ќе се спречи напредувањето на Русија понатаму и ќе се запре војната во Украина или па можеби ќе се разгори ситуацијата. Времето ќе покаже. Тоа е ставот на Унгарија кој што гледаме дека го прати тука на некој начин сега индивидуално и председателот и на Бугарија Радев и Италија тука има одредени дилеми околу тоа, а гледаме дека балтичките држави Полска, Франција, Холандија, Белгија и други држави се многу по да кажеме агресивни или сакаат подинамични во тоа да се употребува НАТО или да се учествува на друг начин во војната во Украина. Да, можеме ли да очекуваме нешто од таа, како што се најавува мировна конференција за Украина во Швајцарија, за која веќе исто така постојат политички тензии, лобирања, баш прочитав вчера дека Русија лобира врз многу земји да не одат тамо, бидејќи на тој самит сепак нема да биде присутна Русија. И се поставува прашањето за логиката за одржувањето на таков самит, ако ги немате двете страни на маса. Ако зборуваме за војната во Украина и овој самит што се подготвува во Швајцарија, јас би започнал тука со објаснување на еден поширок контекст, се случуваат многу настани, меѓународни настани, регионални во изминатите месец дена или 2 недели поврзани со Украина. Самитот, подготовката на овој самит и други настани и во тој контекст. Значи, прво, гледаме дека на ниво на НАТО, меѓународни активности, имавме самитот, нели, парламентарното собрание во Софија, каде што се состана, каде што разговараа за им дадува поддршка и понатаму НАТО да ќе дава поддршка на Украина. Во Прага гледавме дека имаше состанок на министрите за надворешни работи на крајот на месецот на 30 мај, министрите за надворешни работи на НАТО, каде што разговараа за начинот на помош, на продолжување на помошта на Украина, војната помош, за можно се разговараше и тамо за можно праќање сили НАТО сили во Украина, се разговараше исто за можноста да Украина користи дел од вооружувањето од НАТО за цели на руска територија. Тоа сето се разговараше на 30 мај во Прага и воедно ден пред тоа па исто во Прага се одржа и состанок на министрите и лидерите на дел од лидерите на Европската унија кои што разговараа за пакетот на помош на Украина, а посебно иницијативата на Чешка која она предводи за обезбедување на 1 милион артилериски гранати за Украина. И беше заклучено дека до сега земјите од Европската унија и членките на НАТО имат обезбедено 500.000 гранати, артилериски гранати, дека 200.000 веќе се преговара со производувачите да се достава. Значи, таа иницијатива е доста успешна и од 15 држави членки на Европската унија веќе имат обезбедено фонд од 1,6 милиарди долари за поддршка на таа иницијатива за обезбедување на артилериски гранати, нели, од 155 или 152, 155 пред милиметри за Украина. Тука следни активности, меѓународни активности во контекст на НАТО или Европската унија кои се случува. Гледаме дека председателот Зеленски има последните 10 дена имаше набиена билатерална агенда каде што поседи повеќе држави и потпиша билатерални договори за одбранбена соработка и помош на Украина. Беше во Шпанија каде што е потпишан долгогодишен билатерален договор каде што се обезбедени 1 милиарда долари. Беше во Португалија потпишан е договор за 126 милиони долари помош. Во Белгија се потпиша повеќегодишен договор каде што и Белгија вети дека ќе достави ќе донира 30 борбени авиони F-16 и во вредност од 1 милиарда долари и ја посети Шведска каде што вети 3,5 милиарди долари во наредните 3 години, а до крајот до 2027 година вкупната помош од Шведска ќе биде 9 милиарди долари. Еве имаме денеска изјава дека и Швајцарија која ќе организира конференцијата и она изјавила дека ќе обезбеди помош и потпишан договор од преку милиарда долари за Украина. Значи, тоа е се и одлука на Европскиот совет, Европската комисија, каде што рекоа дека земјите членки на Европската унија треба да помогнат со доставување на помош на Украина. Така да во моментот таа одлука имате испочитување 12 држави од Европската унија кои имат потпишано билатерални одбранбени договори со Украина за доставување помош за оваа година околу 3-4 милиарди долари, а за 5 или 10 години, бидејќи тие си повеќе годишни договори, се предвидени 12 милиарди долари од Европската унија за
војна помош на Украина. Тоа значи дека војната ќе продолжи, ќе се дава средства на Украина да се бори, да се одбрани од агресијата. Русија исто така има средства да продолжи војната и во овој момент таа ситуација е комплицирана, се заострува конфликтот и сето тоа ќе влие, како што рековме, и на овој предстоен самит во Вашингтон на 17 јули. Сега гледаме председател Зеленски покрај сите овие иницијативи и билатерални договори, дури стигна отиде и во Филипини, беше вчера или денеска и тамо за подршка, одредена подршка. Знаеме дека авионите веќе известно дека ќе бидат испратени борбените авиони F-16. 4 држави ветија дека ќе донираат на... Се зборува нешто дека првите до крајот на месецов. Да. Значи Белгија, Холандија, Норвешка, Шведска ветија дека ќе испратат борбени авиони F-16. Чешка веќе донира симулатор за обука, тој е веќе тамо во Украина. И сега овие другите држави, како што е Грција најави или други држави, Италија и други инструктори ќе праќаат инструктори за обука. Ова што го опишавте, оваа сликата за европската помош за Украина и надградено со последната одлука на Соединетите американски држави за 65 милиарди помош за Украина. Понатаму и НАТО и Јенс Столтенберг најави долгорочен фонд на НАТО за поддршка на Украина. Очигледно е дека се работи на стратегија која треба да парира на стратегијата на рускиот председател Путин, бидејќи Русија паралелно со војните активности води и политичко-дипломатска битка за на некој начин да престане таа помош и така Русија би можела побрзо да ја заврши војната. Но очигледно дека одговорот на Западот е во онаа флоскула која беше употребувана порано, ќе помагаме колку што ќе биде потребно. Значи сакаа да кажат дека нема да ја остават Украина на цедул. Има тука еден парадокс. Ја чувствувам и гледам дека проценките дека и председател Путин, па и Западот би сакале да дојде до смирување, да ескалација и да дојде до нека конференција прекин на огнот. А од друга страна, гледате, има ветување и гомилање и испраќање на оружје од двете страни, практично што не овозможува, значи ќе се разгорува и гледаме на бојното поле се разгорува, борбените активности се интензивираат. Значи имате заложби кои што можете и утре да се договорите, да седнете, ајде ќе прекинеме, не вреди ова вака, се направи голема штета, ајде да правиме мирна конференција, да пробаме нешто да се договориме, а од друга страна имате веќе најавена и толку на помош, толку испорака, толку оружје за да изгледа дека таа војна да трае и подолго. Бидејќи проценка за делу сега НАТО сојузниците дека тука со Русија се соочувате како воен противник на дол рок. И самата да спомнавте конференцијата, мировната конференција да кажеме во Швајцарија која ќе се одржи од 13 до 15 идната недела со председател организација на Швајцарија вети мислам околу 100 земји потврдија дека ќе учествуваат, али најголем проблем е тука што не е поканета Русија, Кина не сака на тој начин да учествува и други уште некои држави одбија да учествуваат, бидејќи и гледате и самата подготовка на конференцијата, бидејќи тоа е голем напор, големи средства и Швајцарија да вложи да го организирате тоа, се тоа да нема ефект. Таа ќе има некои минимален ефект и затоа почетите барања на конференцијата кои беа на Украина, 10 барања се сведоа на 3 барања кои се однесуваат на заштита на нуклеарната енергија, заштита на виталните земјоделски култури и за размена на заробениците и децата. Тоа се 3 главни барања кои се прифатливи на некој начин и Русија за да таа мировна конференција во Швајцарија успее, али верувам дека таа нема да ги реши проблемите и дека тоа е само вовед, дека ќе има следни мировни конференции, се надеваме и по иницијатива на Кина или Турција, за каде што сепак ќе ги седнат сите двете страни и Украина, двете инволвирани во војната страни и Украина и Русија да се дојде до некој преки договор. Ако на таа мировна конференција не е Русија, тоа е според онаа народната правите сметка без крчмар. Но дали можеби ова на некој начин треба да биде пандан на кинескиот мировен план, каде што Кина представи еден план, тој беше прифатлив за Русија, не за Украина, сега и Западот да прифати еден план, значи ако учествуваат над 100 земји, се обидува да се прикаже дека тој е подготвен од еден дел од светот, ајде да речеме, не од една земја, и на некој начин да биде панда на тој кинески план. Дали можеби тоа е сепак некој начин да се приближа ставовите?
Па и сега со атерирањето од 10 теми кои беа предвидени за оваа конференција во Швајцарија се сведоа на 3 кои се прифатливи практично гледаме од самата содржина и за руската страна. И тоа е начин да не пропадне конференцијата, да биде колку толку успешна, а да биде основа за некоја нова конференција каде ќе се продолжи и каде ќе биде директно вклучена и Русија и Кина, како што не е сега, и Америка застапена соодветно, бидејќи беше дилема кој ќе присуствува од Америка, председателот ете не може сега, има и нели они веќе предизборни активности, па ете решија вчера, мислам дека подпредседателката ќе дојде и секретарот на Советот за безбедност, за национална безбедност, мислам дека ќе присуствуваат на оваа конференција. Тоа е тој настан. Гледате сега за ситуацијата на Украина, има тука и други настани, многу се случуваат, многу е брзо темпото на овие меѓународни и регионални активности кои влијат на меѓународните односи и политика во Европа. Ова е само едниот настан, значи од 13 до 15 мировната конференција, пред тоа од 15 до 16, од 13 и 15 знаете дека во Италија е самитот на Г7 развиените држави со Јапонија плюс европските, Америка и Јапонија. Значи, во Италија ќе се одржи следната недела самитот на Г7 државите, после тоа одма продолжува мировната конференција, а знаеме дека веќе еве сега за овој викенд, што е многу битно да го спомнеме, се и веќе почнуваат европските изборите за Европскиот парламент во Европа од 6 до 7, 8, 9 јуни до крајот на ова недела, што е многу битен резултатот или исходот од тие избори во Европскиот парламент, кои сили, кои струи, кои политички партии, десни, леви или центристички ќе освојат мнозинство и ќе влијаат на политиките на Европската унија и визави безбедност на нова Европа и за други прашања. И тоа е многу битно прашање, а ќе видиме пулсот на европските гласачи како ќе биде овој сега до недела. Добро, кога зборуваме за регионот, за тоа како влијае војната во Украина врз регионот, ми се чини дека моментално продолжуваат најжешки точки да бидат Косово и Босна и Херцеговина, но особено Босна и Херцеговина после последните случувања околу резолуцијата во Сребреница и заканата на председателот на Република Српска дека ќе побара отцепување на Република Српска од Босна и Херцеговина и одговорот на американската амбасада во Сараево доста остар на тоа, дека тоа ќе значи крај на Република Српска. Значи, ваму можеме да видиме едно заострување на работите. Што можеме да очекуваме тука? За жал, ситуацијата во Босна и Херцеговина е многу сложена и лоша. Ние зборувавме минатиот пат пред месец дена, веќе тој конфликт меѓу Република Српска и председателот Додик и високиот представникот на Европската унија на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина трае веќе неколку месеци и тој ескалира со поднесување пријави и постапки од едната страна и другата со забрани за влегување на едниот во другиот до еден идентитет. Према видувањето на Република Српска и председателот Додик ја прелија чашата нели таа резолуција во Обединетите нации за Сребреница, кога он истиот ден практично кога се донесе во Обединетите нации резолуцијата, обзнани дека дента Република Српска, владата на Република Српска донела одлука да се подготвува извештај и анализа за мирно разединување помеѓу Република Српска и Федерацијата и дека е крајен рок 30 јуни таа анализа и тој извештај да го достава до официјално Сараево, каде што тој инсистира да дојде до разединување, бидејќи ете ако не можат да живеат заедно или се обвинуваат дека се злоторнички народи, према неговото видување дека не гледа место на Република Српска во Босна и Херцеговина, што секако дека не е тоа само изолирано негово мислење без влијание на сето тоа друго што се случува во регионот, нели со Република Србија и ситуацијата на Косово или опште ситуацијата на Балканот. Но во моментот ситуацијата е многу сложена и безбедносно и политичка во Босна и Херцеговина. Ќе видиме што ќе излезе, дали навистина до 30 Република Српска ќе ја достави тој извештај до Сараево покрај вчерашното предупредување од американската амбасада во Сараево дека не треба тоа да го прават и дека тоа може да има последици не само за Босна и Херцеговина, него пред се за Република Српска. Дали мислите дека доколку продолжи Милорад Додик не само со таа реторика, туку и со конкретни активности во таа насока и после острото предупредување, но не е само тоа во
изминатиот период ЕСФОР испрати дополнителни трупи во Босна и Херцеговина од стратегиските резерви на НАТО. Дали мислите дека може да дојде до некаква повторно интервенција во Босна и Херцеговина? Тоа не би било, се разбира, можеби војна интервенција од таков тип како што гледавме, но нешто, некаква безбедносна интервенција. Се зависи од постапките на Република Српска и Додик, бидејќи сега оние ти најавуваат дека ќе ги повлечат и припадниците од српска националност од вооружените сили на Босна и Херцеговина, ќе видиме дали тоа ќе се случи. Значи има тука некои елементи што треба да се исполнат за да би дошло до тоа што велите вие. Да, силите се зајакнати, меѓународното присуство е зајакнато, тоа е истото визави ситуацијата во регионот, исто може да го кажеме и за Косово, каде што знаете дека и после оние ситуации на Косово, сега силите на КФОР на Косово бројат веќе негде околу 4700 луѓе, се зголемија драстично од претходниот период. Истото тоа и со Босна и Херцеговина, но еве да почекаме, они си дадоа рок 30 јуни, дали ќе го достават тој извештај барање за мирно разединување меѓу Бања Лука и Сараево, па ќе знаеме понатаму кој ќе може да цениме кои ќе бидат следните постапки на меѓународната заедница и на самите субјекти во Босна и Херцеговина. Да. Добро, Златко Кузманов, Центар за интегрирана безбедност не очекува самитот на НАТО во Вашингтон. Ние еве направивме една анализа, ќе видиме кои ќе бидат случувањата. Се разбира, ќе ја следиме состојбата. Повторно ќе видиме после до каде сме, што сме. Ви благодарам. Благодарам на поканата. Ова беше крај на првиот дел на емисијата. Сега продолжуваме со Синиша Наумовски, универзитетски професор за дуалното образование, за германското дуално образование кај нас. Пред да почнеме со разговорот, одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме. Останете со нас.